Председателка, почитувана заменик-председателка на Комисията за борба против корупцията, госпожа Катица Николовска, почитувани колеги, медиуми и македонска явност. Денес го разгледуваме годишниот извештај за спроведување на Националната стратегија за спречување на корупцијата и судирот на интереси 2021-2025 година за период од 1.1.2022 година до 31.12.2022. За подобрување на својата работа, ДКСК изработи Национална стратегија за спречување на корупција и судир на интереси. Стратегијата беше изготвена согласно визијата за општество, засновано на највисоки етички вредности и интегритет, што на сите граѓани требаше да им овозможи еднаков пристап до одговорни и транспарентни институции и почитување на човековите права и слободи. Но овој извештај покажа дека стратегијата не се спроведува од страна на институциите, иако целта првично беше да се обезбеди подигање на довербата во институциите на системот, затоа што таа доверба од година во година е се помала. Граѓаните не веруваат во нивно одговорно функционирање, апатични се, незадоволни, револтирани, несрекни што живеат во такво општество, како што е македонското. Извештајот на Transparency International покажува дека не само кај нас, туку и цел регион на Западен Балкан е познат по својата ниска отпорност на организираниот криминал, како и дека земите бавно се справуваат со овој ризик. Тие за Македонија посочуваат дека надлежни органи отвараат нови случаи на корупција, но овие чекори се загрозени поради неефикасното следење на тековните и недостаток на интегритет при изборот на клучните фигури во судството. Непочитувањето и неспроведувањето на стратегијата го покажува токму ово извештај кој го разгледуваме денес. Иако Државната комисија за борба против корупцијата си ја врши својата работа и со оваа стратегија сакаше да направи корените промени, да ги контролира институциите во државата, сепак извештајот покажува дека недоволна е посветеноста на институциите за навремено спроведување на дадените активности, едно непочитување на стратегијата и непочитување на ДКСК. Стратегијата опфаќа повеќе области и ризик фактори за корупција, и тоа во јавните набавки, транспарентност на институциите, политичките влијанија, личниот интегритет, етничкото однесување, судството, инспекторатите, како и во делот на законодавството, каде што постојат слабости и недоречености, кои негативно се одрезуваат во доследната борба против корупцијата. Секој носител на функција е должен во извршувањето на функцијата, јавното овластување и службената должност да постапува совесно, стручно, одговорно, честно, ефикасно и непристрасно. Но дали е тоа така? Секако дека не е. Се уште има функционери кои ја злоупотребуваат својата функција и моќ, користејќи ја на недоличен начин и заканувајќи се на обичните граѓани. Ова е прикажано и во извештајот на Народниот правобранител преку доставување представки од граѓаните до него. Има представки и до инспекторати, најчесто анонимни, поради постојање страв за понатамошно функционирање. Но ваквиот однос воопшто не ми е чуден од страна на некои функционери, затоа што лично и јас како вработена на моето претходно работно искуство и место имав осетено недолично и дрско однесување на висок функционер, се со цел мое деградирање и омаловажување. Искрено сметав дека оваа стратегија ќе допре до сите институции и до ваквите функционери и ќе ги спречи нивното шерифовско однесување, но од извештајот се гледа дека иако стратегијата е убаво замислена, сепак таа не се спроведува. Податоците во извештајот покажуваат нејзино се поголемо непочитување. Така што во 2021 година процентот на реализација на Националната стратегија за борба против корупцијата беше 20%.
Во 2022 година таа е 10%, наместо овој процент да се зголемува, истиот се намалува. После ваквите податоци може да се претпостави дека во 2023 година незиното спроведување може би и нема воопшто да има спроведување, односно ќе биде нула. Ова покажува дека институциите потврлиле и не ги спровеле активностите од дадената национална стратегија. Некој треба да сноси одговорност за ваквата состојба во државата, за високото ниво на корупција и немање позитивна политичка волја од страна на власта да се подобри состојбата и да се спроведуваат мерките и активностите дадени во стратегијата. Може би треба да се измени или дополни истата, но истите да не бидат во насока на продолжување на рокови или амнестирање на неодговорните институции. Во извештајот ДКСК повторно ги истакнува генералните препораки кои се однесуваат на тоа дека неопходно е да се воспостави силен механизам за контрола, но и институционална одговорност за реализација на мерките. Да се интензивираат активностите на собранието во насока на зголемена отчетност, одговорност и транспарентност на носителите на јавни функции во извршната власт, задолжени за спроведување на активностите од стратегијата, односно преку комисијски надзорни расправи и слично. Институциите носители на активностите од стратегијата да создадат услови за континуиран и ефективен систем за известување за степенот на реализација на активностите за кои се задолжени во рамки на институцијата, како и пред ДКСК. Обезбедување средства за зајакнување на капацитетот на ДКСК со формирање на оделенија за следење на реализација на стратегијата за континуирана комуникација со институциите со цел да биде активен двигател за реализација на активностите и така натаму, значи и другите препораки, да не ги набројувам, веќе ги кажа подпредседателката. Понатаму во Националната стратегија за спречување на корупција и судир на интереси 2021-2025 се утврдени 54 проблеми, за чие надминување се предвидени 111 мерки и 191 активности. Околу 40% од сите мерки и активности се однесуваат на секторите образование, здравство и органи за спроведување на законот. Најмногу активности се предвидени за 2021 година, односно за првата година од спроведување на стратегијата. По-конкретно, 110 активности се предвидени за 2021 година, 70 за 2022, 9 активности за 2023, 2 активности за 2024 година и за 2025 година нема предвидено ниту една активност. При тоа, 27 активности од акцијскиот план на стратегијата треба континуирано да се спроведуваат за целиот период од 2021 до 2025 година. 6 континуирани активности се предвидени за 2022 година и понатаму, а една континуирана активност започнува со реализација во 2024 година. Ова значи дека за периодот од 2021 до 2025 година вкупно се предвидени 318 активности. Треба да се има предвид дека при подготовка на стратегијата, роковите за реализација на активностите беа предложени од самите институции, но на крај произлегува дека тие институции не си ги спроведуваат активностите. Од добиените извештаи и направените проверки, утврдено е дека од вкупно 165 предвидени активности за 2022 година, само 17 се реализирани, а 90 се нереализирани. Ова стварно е за размислување. Додека пак 58 активности се во тек на реализација. Може да се види дека најголем е процентот на нереализирани активности, и тоа 55%, активности во тек кои ќе се реализираат се 35%, а делот на целосно реализирани активности е многу мал и изнесува 10%. Институциите очигледно немаат намера да ги спроведуваат активностите кои сами си ги поставиле
и кои се всушност предвидени во националната стратегија, со оглед на фактот дека само 35% од предвидените активности се во тек. Понатаму, од прикажаните податоци во табелите, може да се види дека во ниту една област или сектор нема никакви зголемувања на реализираните активности. Загрижува фактот што во 5 сектори 2 години поред не се реализирала ниту една активност, и тоа во труд и социјална политика, урбанизам и просторно планирање, животна средина, земјоделство и спорт. Понатаму во табелата на компаративниот приказ за нереализирани активности за 2021 и 2022 година се гледа дека освен кај јавните набавки и урбанизмот, речиси во сите други области се зголемува бројот на нереализирани активности. Заради ваквите податоци од стратегијата, Македонија во 2022 година се наоѓа на 85-то место од 40 индексни поени на индексот на перцепција за корупција, а за подсетување, во Република Македонија 2010 година перцепцијата за степенот на корупција за Македонија, односно нашата земја, била на 67 место, 2014 на 64 место, да не ги набројувам другите, во 2019 на 106 место, а во 2020 на 111 место. Овие податоци покажуваат дека кога СДСМ е на власт, корупцијата е во подем. Така покажуваат податоците. Иако е заедничка грижата за борба против високата корупција, која не дозволува никаков прогрес на државата и не разликува ниту етничка, верска или политичка припадност, сепак според податоците и параметрите не гледаме напредок на ова поле. Напротив, последните години покажуваат дека во Република Македонија цвета корупцијата. Резултат е високата партизација и политизација на државните институции, кои се задолжени за откривање, гонење и судење на криминалците. Заради тоа, цвета корупцијата, докаже извештајот на Стейт департментот, во кој се констатира дека дел од владините функционери се директно вклучени во криминал и корупција. Значи, тоа не го потврдуваме само ние како опозицијска партија, туку тоа го потврдува и Стейт департментот. Со криминалот и со оваа криминална влада, дури ДКСК не може да се справи. На крај можам да заклучам дека Државната комисија за борба со корупција како институција, согласно извештаите кои ги разгледуваме, како претходно, така и сега, функционира, меѓутоа не може никако да се справи со корупцијата која е секојдневна. И покрај донесувањето на националната стратегија и покрај 5-годишниот акцијски план, сепак податоците покажуваат дека корупцијата никако не се намалува. Таа се уште се смета за сериозен проблем во Република Македонија, затоа што оние кои што треба да ја спречат или ништо не прават, или и самите се вклучени во истата. Затоа довербата на граѓаните е на најниско ниво и се повеќе се намалува, затоа довербата во правосудниот систем е од 3 до 4%. Правдата и реформите, за жал, кои ги витуваше оваа влада, сепак не покажа или нема никакви резултати до ден денес. Мора нешто да се смени во државата, нешто повеќе од оваа национална стратегија и еднаш за секогаш да се стави крај на корупцијата. Политиката не смее да биде повеќе една од најпрофитабилните бизниси во државата. Доколку не биде така, навистина ќе станеме земја на духови, затоа што младите ќе заминат од државата и за жал никогаш повеќе нема да им текне да се вратат назад. Благодарам.